че Советът на община Струмица днес се одржа своята 54-та седмица. Со предложени 14 точки от дневният ред и една допълнителна, значи вкупно 15. На дневен ред беа сите точки, морам да напомням, дека беа усвоени от страна на съветниците. По-голям брой от точките едногласно беа усвоени от страна на двете съветнички групи. Значи беа на дневен ред 4 точки, за кои се однесува за јавното предпријатие паркирање Струмица, одлука за утврдување на висината на вредноста на бодот, со тоа што се возможува, доколку има парични средства, јавното предпријатие паркирање Струмица да на некој начин ги покачи платите. Тоа не е максимум кој што може да го покачат, но некоја сума одредена од нив кој што смета дека е реална и ќе им бидат покачени платите за таа сума со пресметката на бодот. Исто така беше усвоено извештај за работата на јавното предпријатие паркирање Струмица за првите 3 месеци од оваа тековна година, што се констатира дека предпријатието успешно работи и заради тие причини е донесена и првата точка и беше изгласена. Исто така на дневен ред беше и предлог одлука за давање согласност за формирање паралелки со помал број на ученици во основното општинско училиште Кирил и Методиј од село Дабиле, што со оваа одлука беше едногласно усвоена и по одобрувањето од страна на министерството, надлежното министерство, исто така може да се применува. 3 точки имаше од областа на урбанизмот, односно 2 беа за легализација на бесправно изградените објекти кои што беа усвоени, едната беше за Градско Баловци и другата за Струмица, објекти кои што беа надвор од офатот на општина Струмица и надвор од офатот на катастарска општина Градско Баловци, исто така беа усвоени позитивно, со што граѓаните на тие објекти ќе можат да продолжат за постапката за легализација пред надлежниот орган во секторот за урбанизам во општина Струмица. На дневен ред беше и решение за разрешување избор на член на Комисијата за мандатни и прашни избори и именувања, што беше разрешен досегашниот Костадин Костадинов, а на негово барање, а именуван новиот предлог беше усвоен Фатма Гил за нов член на наведената комисија. На дневен ред беше и предлог одлуката за давање согласност за обезбедени финансиски средства за побојување на работни места во јавно предпријатие Струмица газ Струмица за 2017 година, истата беше усвоена, што се му дава можност да продолжи со постапката за работни места, за да нема застој. 14 беше годишна сметка за јавното предпријатие комунални дејности Комуналија Струмица за 2016 година, со што се констатира дека предпријатието работи успешно и позитивно и беше усвоена од страна на Советот на општина Струмица. И дополнителната точка од дневниот ред беше 15-та точка, односно со која се бараше да биде разрешен досегашниот член на Советот на општина Струмица, господин Никола Пандев, на негово барање. Оставката му беше поднесена до општина Струмица до архивот на 19.6.2017 година и затоа не беше на дневен ред со доставениот материјал, туку дополнително беше доставена како би можела да заврши постапката за разрешување и именување на нов член на Советот на општина Струмица од страна на советничката група на ВМРО, ДПМН и Социјалистичка партија. Ви благодарам.